Добро, благодарам. Прв пат користиме новиот систем. Почитуван подпредседателе, почитувани колеги, почитувани граѓани. Денес на дневен ред предлог на закон за гаранција на Република Македонија на обврските по договорот за заем за финансирање на проектот на ЕСМ за транзиција кон соларни фотоволтаици, кој ќе се склучи помеѓу Европската банка за обнова и развој и Акционерското друштво за производство на електрична енергија ЕСМ во државна сопственост. Самата цел на овој закон, односно вложување во обновливи извори на енергија, не е спорен воопшто. Неколку пати сме дискутирале на оваа тема и ние нормално, како и цел свет, поддржуваме инвестирање во обновливи извори на енергија. Меѓутоа, прво спорно е во ова предлог решение тоа што се бара гаранција од државата. Со самото тоа, бидејќи државата веќе понудила во барање на овој заем, дали да биде без државна гаранција или со државна гаранција, ЕБОР прифатил да биде со државна гаранција. Со самото тоа веќе се става под знак прашање дали секоја наредна инвестиција на Електрани на Македонија ќе биде вака со гаранција на државата или нема да биде, бидејќи сите сме свесни дека со доаѓањето на СДСМ и ДУИ на власт ги направивте Електрани на Македонија загубари. И МЕПСО, и Електрани, тешки загубари кои не се способни да инвестираат ништо, нити да ги одржуваат редовно постројките, а камоли некои нови инвестиции. И неминовно е кога зборуваме на оваа тема да споменеме кои се всушност вистинските причини зошто Македонија е доведена во енергетска криза. Влијанието од светот. Цело време се повикувате дека тоа е светска криза во енергијата, меѓутоа факт е дека ние ако добро работевме, ако немаше криминал, рекет, ако не се наместо да се насочат менаџерите на Елем и на Рек Битола да ги одржуваат постројките, да копат на времено јаглен, немаше да бидеме во ваква состојба каква што сме денес. Со овој предлог на закон, всушност, треба да се изградат 10 мегаватна фотонапонска електрана во Осломи и 20 мегаватна во Рек Битола. Јас овде, за да стекне граѓанинот, што значи оваа бројка, во однос на тоа што требаше да се произведе од нашите тековни електрани, ќе го користам извештајот, последниот извештај на Регулаторната комисија за енергетика, издаден во 4 месец 2022 година, се однесува на 2021 година, каде што е забележано значителен пад, цитирам, на домашното производство, односно од 6744 гигават часови во 2010, 5284 гигават часови во 2021, со најмало производство на електрична енергија во 2020 година, кога изнесувало 5128 гигават часови. Најголемо влијание врз ова намалување има производството на АД-СМ Скопје. Значи, тоа е ова денешното, кое што ќе го склучи договорот за овој заем. И замислете, во 2010 година производството на АД-СМ изнесувало 6476 гигават часови, додека во 2021 изнесува само 3274 гигават часови. Или 50% по-малку. Тука е главниот проблем на нашата држава. Ако произведувавме, ако ги одржувавме постројките, ако не правевме криминали, немаше да бидеме во ваква состојба каква што се наоѓаме денеска. И од ова најмало производство во гигават часови на електрани на Македонија, термоенергетските постројки произвеле само 2078,3 гигават часови. Доколку, јас потекнувам, знаете, често сме зборувале тука од Битола, доколку Рек Битола работеше како што треба,
се менаџираше како што треба, доколку не се пуштаја камионите на бате и на тате таму да вртат, еден да се пушти, а да се пишат 10, немаше да бидеме во ваква состојба како што сме денес. И од оние извештаи што ги добиваме на 15 дена за енергетската криза, повторно забележуваме од трите блока, кои што вкупно имаат 700 мегавати. Значи, ова сакам да го кажам за граѓаните. 3 блока на РЕК, по 233 мегавати, 700 мегавати проектирана моќност. Овде ќе произведеме со 25 милиони евра 30 мегавати. Меѓутоа, која е разликата помеѓу производството од РЕК Битола и од производството од сончева енергија? Производството од РЕК Битола е така наречена базна енергија. Ја имаме 24 часовно. Додека од сонце, знаете, може да се постигне проектираната моќност во денови кога имаме максимално зрачење на сонцето, меѓутоа ноќно време, за време на зима не се постигнува таквата енергија. Ете се што се однесува да видиме до обновливите извори на енергија. Повторно од Регулаторната комисија за енергетика извештајот. На фотонапонски централи, број на електрани 222, инсталирана моќност скупно 45 мегавати. Производство во гигават часови 51,46. Учество во проценти само 3% од вкупното произведена енергија. Сега многу интересно да се спомене она што Регулаторната комисија го наоѓа како причина за ваквиот тренд на намалување на производството на термоцентралите. Вика, причините за трендот на намалување на производство во термоцентралите се многобројните дефекти и прекини во работата на РЕК Битола. И сведоци сме нели деновиве, мал дожд, ги поплави. Тоа беше исто и лани во јули, еднодневен дожд, го поплави рудникот, сега повторно имаме истата состојба, па третиот блок се запали трафостаницата, се викаше дека на почетокот на 2022 ќе се пушти во употреба, се уште тоа не е направено, се уште работат 2 блока со половина од својата снага, односно како да работи еден блок. Понатаму, намалување на ископаните количества и на квалитетот на јагането во РЕК Битола, приближување кон крајот на животниот век на термоцентралите, несоодветните инвестиции, намалување на ефикасноста на работењето и друго. Меѓутоа, еве од тука го повикувам Беслимовски, наместо да дава политички изјави по телевизии, во извештаите понатаму да ги пишува и другите основни причини кои што довеле до ваква состојба на неработење на термоцентралите. А тоа е криминалот, рекетот, нема фирма која што не е изрекетирана во Битола. Тоа се основните причини кои што ја доведоа ова наша земја во ваква енергетска состојба како што се наоѓаме. Ако произведувавме онака како што е проектирано спрема инсталираниот капацитет на нашите постројки, ќе бевме земја извозник на електрична енергија, а не сега да даваме баснословни суми за увоз на електрична енергија. Овде исто така имаме на изјава од 16.10.2019 година, која што ја дал тогашниот вице-премиер Андјушев и министерот Бектеши. Насловот гласи: со новиот закон за енергетика овозможивме изградба на фотоволтаици на принцип на премиум тарифи вкупно 126 понуди за изградба на електрани. И сега низ изјавата што ја даваат, викаат: со ова спроведена постапка која е во фаза на евалуација, во државава ќе се изградат над 62 мегавати инсталирана моќност во фотоволтаици. Еве големата лага. 45 се сега. Значи не се 62. 2019 е ова изјава дадена. Поди понатаму. Го најавувам проектот од 100 мегавати на местото на Осломеј. Нема. 10 плюс 10 најавувате. Понатаму се подготвува тендерска документација за 2 лота од по 50. Лага до лага. И насловот е до 200 мегавати ќе се стигне соларна енергија. Еве го фактот.
Далеку сме од тоа. 45 мегавати со овој. Ви истече времето. Реплика пратеник од Диме Велковски.